Често пати сите знаеме да влеземе во разни елаборации за тоа зошто македонскиот фудбал е на толку ниски гранки. Многу пати се доаѓа и до конкретни одговори, кои сигурно се најблиску до вистината. Но како и да е, најчесто тие одговори никогаш не станале дел од реалноста. А единствената реалност е да се направи база која во долгорочни планови ќе доведе до успех. Тоа нормално во основа треба да бидат категориите кои создаваат капитал на квалитет. Колку од нашите фудбалски екипи посветуваат внимание на тоа? Скоро и николку. Или толку колку да се каже дека ги има и колку да се собере некаков фонд за унапредување. Но како е на местото каде бевме ние? Ако зборувам за фудбалскиот клуб Барселона, тогаш можеби и ќе се изфрустрираме уште на старт, но нема да зборувам за каталонскиот гигант. Напротив, замина во едно мало градче во споредба со некој македонски град, тоа би било во рамките на Свети Николе или Македонски Брод, можеби Кавадарци. Ево тоа мало место кое се вика Корнеља функционираат преку 30 спортски клубови, од кои неколку се исклучиво фудбалски. Најатрактивен им е фудбалскиот клуб кој го носи истото име. Во сите категории се создава квалитет кој пак е распореден, верувале или не, уште од 5-годишна возраст па нагоре. Нашиот соработник Бобан Баунски го замоливме да не поведе низ ова атрактивно патување од проста причина, што неговите линкови со фудбалска Каталонија од Барселона се распространети буквално и на овие мали клубови, од кои, како што и самиот кажува, може многу да се учи и да се преслика во Македонија. Па добро, ова е еден турнир кој што често се случува во Шпанија, обично за празниците, во среда или за викендите кога нема лига, едноставно кога децата завршуваат во своите лиги во кои што играат. Ние се уште сме на некој почеток, се обидуваат некои клубови во однос на тоа да обезбедат услови или реквизити и да тргне веќе еднаш оваа работа нагоре. Меѓутоа треба да се свати дека навистина тука е еднината и едноставно спасот на македонскиот фудбал, да се возможат вакви услови за игра и за развој, каде што ќе можат децата многу побрзо и полесно да стигнуваат до некои европски стандарди. Интересно е што буквално секоја година нема сентименталност и по 6-7 деца од секоја селекција излегуваат или влегуваат, се додека не до сениори. Добро, Давид е во кадети прва генерација во Барселона и има некој добар напредок, додека помалиот е во Корнеља, екипа која што тоа е интересно да се напомене, тренираат на еден терен и во својата академија, да кажем, имаат 700 деца кои што тренираат буквално на еден терен во текот на 24 сата, односно во текот на цела недела, и успеваат да се организираат. Тоа е еден интересен податок. А сега така како што започнав, така и ќе го завршам овој прилог од фудбалска Каталонија. Пред неколку епизоди зборував за финансиите што Барса ги одвојува за младите категории, кои годишно изнесуваат околу 9 милиони евра. Споменав дека пред скоро година и пол, ето, на собствен трошок, донесе во Барселона 15 деца кои беа распоредени во сите категории и кои се очекува дека еден ден, многумина од нив, ќе бидат големи фудбалски имиња. На ова наша прошетка веќе забележавме две кои во овој период од година дена се наметнаа како исклучителен квалитет. Сега само ќе ви ги представам, а вие потрудете се да ги запаметите. За 2 години максимум веќе би требало и пошироко да се зборува за нив. 6-ката Каптум и 10-ката НГН, камерунската надеж во Блауграна.